договорот пред тоа беше дека сами ги си ги бираме песните. Сега не можеме наложат која песна да пеам, не знам се. Не за тебе нема. За мене. Македонска од Бадев. Не знам други песни, таа ја знам се. Ај сега не глуми, ја Не глумам, не знам. ќе менјаме и ја не. Јас имам стратегија направено кои песни сега таму па Не видам, ќе дојде тоа што крива, не не е она крива, не земна лага. Сакам да кажам дека јас имам искована стратегија кои песни како да ги пуштам и со која да завршам до одам до финал. Не може да сега ти што ги речам во финале да бидат да ги пуштам сега. Немам, план Б немам. Абе имаш ти знаеш. Немам. Пеа бисера што ти кажам. На кафана ти ти побара некој сакам, не сакам, ова сакам македонски. Не, што е продукција ти кажа како да се работи тука, сакаш ти со Ова не е шоу. кафана. Мислам музичка желба. Ова не е кафана. Значи, не брат, еве мене ми ја менјам пак ја сменам и никому ништо, ме разбираш? Ја менјам песната. Нема што да. Значи нема потреба тука да правиме драми пред професорката. Сега секундарно ја станам од книга да мислам песна која ќе ја пеем. Стварно не знам. Ај мал мирил македонски народни песни има, па ај Стефан бе, дај се фата работа, не ми кривиш сите и ти. Значи не се меши го. добро. Ти имаш ти заменјање, за тебе кажи си, не кажи за мене. Океј, брка се работа. Бркам. Ако сгрешам, нека изгора. Много добро. Тука ми малку високо. Не го прави тоа. Не, песнава вака се осеќам. Вака се осеќам. Ајде стануваме, има работа. Ај не си тука посебно што спиеш до 2 сата. Колку е 1-2 сат, сигурно е. Вие ќе се седите. Што ќе правиме? Алмир, од сега јас и ти ќе правиме овака. Значи како лидери, еден по еден сите ќе ги будиме. Сите стануваат, сите ќе стануваат. Не може некој сакам до 12, некој до 2. Мене ми е искрено жал, сега знам дека Марио, пример, седел до 6 сабајле, мене ми е жал да го будам у 8. Ко знам 2 сати и што ќе седи ќе дреме цело време. Мене ми е жал да го разбудам затоа што нема да функционира како што треба. Поради тоа секој треба да си размисли за утре дента како ќе функционира. Сепак сме дојдени да станеме нешто подобро, а не нешто полошо. Барем јас така сметам. Секако. Понекогаш знам да мојот карактер момент ќе си го искоментирам, знам понекогаш и Даниел Прескон искоментира, некогаш да зборам на висок тон и да се испонашам како на некој начин дрзок да бидам. Јас тоа, значи, кога би биле во моја кожа, ја не би го сватил така, пошто јас многу работи, пример, ги трпам. И од еднашка тоа го кажувам и затоа на тој тон и разговарам. Еве, на пример, преска додека будев Зои, претходно ја будев, не стана. Пак ја будев, не стана и на крај на повисок тон и реков стани. Значи и она ми ка немој да ми се дереш. И после машината ја остави на сред пат и овде седеше не знам колку време. Ти кажав Зои тргни ја машината и ти ме свати во буквално смисла како да Добро, ќе тргнам, ама ја не сакам никој да ми Е, наредува, во твојот значи јас однос. сум свесна. Ето е однос. значи ете го твојот арогантен однос, што ти го кажеш? А јас тебе прво со убаво ти кажам, ако сакаш да тргнеш машината, ти не ме послуша и после 5 часа тебе анака, значи да се забори тој и сама си ја тргне, нема врска. Тоа е второ, трето нешто. Јадеше макарони пред некој ден. Значи јадеше, само што јадеше, ни го изми тањерот ни ништо, тањерот го остави тука. Идеме на мене, еве ти го тањерот, ја реков, не сакам, сте се го тањерот, кај што ти е на место. Па го ставив. Не го стаи тањерот беше на маса тек вечерта, кој раскренуваше, тој го стаи тањерот. Значи јас знам и јас ќе се извинам, значи се случува. Тој тебе не може мора да да ти се се на случи. тој тон мене да ми викаш на мене. Значи ти можеш да бидеш арогантна само на себе, не мора на мене. Значи од утре па натака, значи да се понашаме тимски да работиме. Јас знам дека знаеш многу работи, ама ти истите работи ги повторуваш. Значи тебе овие работи ти се кажани, ти повторно ги повторуваш. И ако работиме, ќе работиме тимски. Од сега откако ќе работиме, еве ти викаш садови, не сакаш да миеш. Не можам, значи ја ќе ги нарадам, мене не ми е проблем. Не можам да мијам, како да ти објаснам?
Исто и јас не можам да мијам. Така Океј, не не можам. мора да ги миеш ти Не го садо, разбирам, ти нешто друго, некој друг садо, знаеш ке Значи, се тоа прво не би било окей од твоја страна, пошто секој може да каже јас не сакам или не можам да мијам пошто дома. Ја многу работи дома не правам, а овде ги правам. Значи ја дома не перам садови, искрено усисавам собата. Сам се чистам, бришам прашина, пеглам, али што и слично. Значи, ама овде пример садови не перам, ете, некад знам да исперам садови, не често, ама знам да исперам. Знам многу работи дома што не ги правам овде да ги правам. Ете, пример да перам вака. Значи, ако не можеме да најдеме решение за тој проблем ти што го имаш, да переш садовите, не знам дали заради ногти или не знам заради што. Има нешто друго што не е во ред тебе да ти го кажам. Добро, нема врска, затоа сакав да ти кажам. Еве, пример, тебе ако повеќе ти одговара да усисаваш или нешто друго да работиш, тоа ќе го правиш, ама тоа кога ќе го правиш, значи кога ќе свират труби или што се тие што ме мрднуваат и мене и сите вас што стануваат, значи секој што ќе стане, секој што не е разбуден, ќе се разбуди на каков било начин. Ете, кој му е тешко, само момент, на кој му е тешко да се разбуди, нека го каже начинот на кој треба да се разбуди. Јас знам за Марио, преска ми кажа дека му е тешко да стане, ја преска сум го разбудил на некој не окей начин. Може јас да кажам? Нека каже. Јас сакам со пасажа на стапала да ме буди кој. Јас сакам да ме разбудат, не знам. Значи, ја тешко станувам у принцип, значи дома и сега ме разбирате? Значи ја не ги слушам ни трубите, ни тие аларми, ни ништо. Стварно не слушам. Да слушам ќе станам како и сите вас. Јас знам дека треба да станам и криво ми е што не сум станал, не ми е криво за вас, него ми е криво за професорката која села со 3 души и да не сум можел да пејам одма кога ќе станам, бар да ме види дека сум тука, чисто како да ти објаснам од поштовање. Само моментов беше што ти кога ме разбуди, ти не ме будеше брутално, него ја како станав ти почна ми се дереш. И мене тоа ме изнервира. Прво не можеш, ја не знам дали некој ме буде или не ме буде, пошто стварно не сум бил свесен. Ја стварно тешко станувам, особено и вчера севме касно, тоа ние сме одговорни ради тоа, али ја не кажав дека не можам, ја можам да спием сад време и па да станам. Како ќе функционирам, не знам, или ќе станам. Тоа ми се десило мал милион пати. Али ти ми викаш, ајде стану, ова не е професионално, и тоа ме буди, веќе Анета е тука. Она професорката си отишла и све, ја викам цел ден пропаднала. Предходно Албер будеше, предходно Стефан будеше, Златко будеше. После сакам да ви кажам што се однесува за куќниот ред, јас сам мрднувам, пошто ја не сум навикнат да е све расфрлено. Јас стварно не можам. Никој не е навикнат. Ја кога идам кај другари на гости, пред да седнам, да ми направи кафе, ја идам му среду соба. Зашто не можам да функционирам, не можам да седнам, а под мене да има 3 кеби. Свиткани не средни, не можам. Не можам да сеам пепелјарата, да стоја до пепелјарата, да виси палома, едно. Не можам, сакам тоа. Али ја оваква куќа, уствари, не е битно големината, него е битно што прво има милион садови кои ја вчера кога ги видов пред да си легнем ми се слоша, поедов да пијам вода од чешма ваква од ракот, опати нема чаша, а не можев ни од рака да пијам, пошто цевката е споена со тањирите. Како да ви објаснам. У вецот ај Севиќа Горан нешто го очисти, требаше да го и дезинфицираме како тој год се вика. Друго е кога работи еден и трае чистењето не до колку е тешко, туку трае цел ден еден да чисти цел ден. Дики тоа Нема не е врска кој и мене не ме мрзи. Ама друго кога ќе станат 14, тоа за 10 минути може да се заврши. Точно така. Што се 15 минути или пола сат дневно да ги оделиме за да чистиме куќата. Ништо 24 часа, само пола сат, ама ако станеме 14 мина, се завршува, ја велам за 15 минути, но можеби ајде максимум за 30 минути. Најчесто денови станувам прв, не е ни битно. Јас се бајле кој ќе станем за себе да сварим кафе. Ја фрлјам шолје што се преполни со кафе, што се преполни со цедевита, што се преполни со сок, што се преполни ај вода мање више. Значи, ако ви се пие кафе, сварите го и спите го. Машки, оставев 3 става у WC, ги залепив со ханзапласт, мене ми срам да става 3 точки, залепив со на јафта, на листе у WC, и ги залепив под број 1, под број 2 и под број 3, у 3 различни флуоресцентни боje, да ги читате секој пут кој ќе влезете у WC. Мене ми е срам да го кажем тоа на глас, затоа кој ќе влезете у WC ќе ги прочитате. Само малце! Зошто бе секогаш ги гледате другите?
Почнете од себе, бе. Браво. Ти како спиш и кога спиеш, оставете го Горан. Оставете ме мене, остави го или гледате од себе, бе, почнете, чекај малце. И зашто треба да има список кој што ќе работи? Абе, затоа ние сме вака, зашто чекаме да ни напише некој име на списокот, да ми каже што да работам. Ја не чекам да ми каже некој стани изми или направи нешто. Мене ми смета, и ќе одам ќе го извадам, ќе го исчистам. Ако инстинктивно да. И не треба да чекате некој да ви каже што да направите. Чистите, грижете се за себе, дека ние го дишиме ова, ние живееме тука. Браво ми е, браво. Мене ќе ми треба таа чаша, зашто сега секој пат кога ќе станам ќе смијам чаша и ќе си пијам.